Албанија жали што Северна Македонија не ги завршила уставните измени. Неочекувано директна беше претседателката на албанскиот парламент за време на посетата на земјава. Тоа не беше единствениот сегмент за внатрешни прашања на Македонија кој Елиса Спиропали го начна во настапот во собранието. Прати пораки и за соодветната и правичната застапеност на албанците во институциите, за употребата на албанскиот јазик, за балансерот чија примена уставниот суд ја замрзна. Целосно ја препознаваме и ја разбираме загриженоста на албанскиот фактор за можноста од можни промени во зависност од очекуваната одлука на Уставниот суд, но очекуваме дека ваквите нарушувања ќе имаат решение во согласност со духот што го диктира Охридскиот рамковен договор. Со одржување на кредибилна политика за проширување, Европската унија може да ги стимулира реформите и да поттикне чувство на надеж и насока. Во блиска иднина императив е и за ЕУ, така и за земјите од Западен Балкан да ги потврдат меѓусебните заложби во процесот на пристапување. Во овој контекст жалиме за неисполнувањето на обврската преземена од Република Северна Македонија во однос на уставните измени. Тие овде и пошироко се гледаат како соодветна жртва со заслужената награда што недостасува. Изјавата на Спиропали за неисполнувањето на обврската за уставни измени доаѓа во период кога се погласно се зборува за можноста за одвојување на Македонија и Албанија во европристапувањето, нешто што пред 2 седмици го навести самиот еврокомесар за проширување Оливер Вархеј, велејќи дека целта е во октомври да се одржат меѓувладини конференции со Србија, Албанија и можеби со Северна Македонија. Домаќинот на денешната средба, спикерот Гаши, се надева дека Скопје и Тирана заедно ќе го продолжат патот до членство во Унијата. На средбата искажавме очекување и надеж дека нашите две земји заеднички ќе го продолжат својот пат кон европската интеграција. Сметаме дека тоа е многу важно како за нашите две земји, така и за останатите земји од регионот, бидејќи заедничка ни е посветеноста за сеопфатен развој на Западниот Балкан. Речиси во исто време во владата се одржуваше седница на Националниот совет за развој на кој премиерот уверуваше дека целта на неговата влада е Европската унија, но не под, како што рече, субјективни критериуми. Целта на оваа влада и предпоставува на секоја наредна е и мора да биде членство во Европската унија. Не само поради тоа што како држава припаѓаме природно таму, туку и затоа што нам ни се тие критериуми потребни за да имаме и подобар стандард и подобар живот. Исто така факт е дека предолго чекаме пред портите на истата таа Европска унија и се чувствува оправдано резигнирање, фрустрација и разочараност на граѓаните. Не може колективната цел да страда поради поединечни интереси и субјективни критериуми. Затоа наша цел во овој период мора да биде и да остане членството во Европската унија. Во ваквите изјави на Мицкоски не верува лидерот на опозицијата, кој на средбата со претседателката на албанскиот парламент рекол дека е загрижен од политиката на владата предводена од ВМРО ДПМН. Актуелната власт не презема конкретни чекори во однос на забрзување на процесот на евроинтеграција на државата и покрај тоа што ветуваат дека ќе ја подобрат преговарачката позиција. Во моментов имаме ситуација кога патот кон неа е доведен во ризична состојба, а со тоа и иднината на државата, и пренел Филипче на Спиропали. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.